Денеска ќе имаме една дискусија во рамките на ЕБА асоциацијата врзана со дуалното образование. Јас неколку пати во претходни мои настапи сум кажал дека образованието е исклучително важна не само едукативна категорија, него тоа е изузетно важно и во економски смисол, бидејќи образованието со тек на време и работната снага може да стане и ограничувачки фактор за развојот на економијата во нашата држава. Диспаритетот помеѓу тоа што се нуди како слободна работна снага на пазарот и тоа што е реалната потреба на економија е голем. Значи, тука имаме голема разлика од она што е расположиво до она што е навистина потребно. И мислам дека дуалното образование е еден од начините како да се реши тој проблем. Владата е исклучително посветена во соработка заедно со министерот за образование, министерката за труд и социјална политика, бидејќи се потребни измени законски, значи и во двата ресора за да може таквиот концепт да профункционира. Ги гледавме сите модели од сите земји кои што го имаат применето дуалното образование, а тоа се пред се, значи Австрија, Германија, Швајцарија, и ние секако не можеме да примениме апсолутно, значи да пресликаме модел од тие земји во нашата држава, затоа треба да прилагодиме модел што е согласно реалната ситуација во нашата држава. Имаме конкретен план, значи точно знаеме каков модел треба да биде тој и се надевам дека од следната школска година тој модел ќе почне да функционира, до тогаш ќе ги направиме сите потребни измени, а оваа школска година ќе го засилиме, значи, капацитетот на средните стручни училишта, кои што беа доскоро генератор на индустријскиот развој во нашата држава, поготово во периодот кога јас бев средношколец, а тоа беше пред повеќе од 20 години. Тие училишта и текако беа генератор на индустријата и на развојот на државата. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, дискусијата по однос на усогласеност на пазарот на труд и на понудата и побарувачката на пазарот на труд е навистина важно прашање и токму затоа оваа влада сериозно се занимава. Едно е долгорочното стратешко усогласување на понудата и побарувачката преку дуалното образование, она за кое што зборуваше вице-премиерот и ќе зборува министерот за образование, но исто така како влада утврдивме дека е многу важно и интервентно да се реагира и да се направи соработка со бизнис секторот и да се види кои се нивните потреби, а притоа државата да најде начин да ги приквалификува и да ги доквалификува оние невработени лица за да може да бидат брзо понудени на пазарот на труд. Токму тоа Министерството за труд и социјална политика преку Агенцијата за вработување во соработка со владата вице-премиерот Ангјушев подготви оперативен план за вработување кој што беше промовиран во јавноста и преку тој план ги усогласуваме и ги насочуваме младите лица кон потребите, они што се потреби на бизнис секторот. Но на овие дебати и дискусии со стопанските комори разговараме за тоа дали можеме да овие мерки и локално ги креираме и директно да тие ги поврзуваме граѓаните со бизнис секторот. И навистина Струмица оваа година е одличен пример за истото, затоа што минатата година го испланиравме оперативниот план само локално, што се потребите на бизнис заедницата таму и навистина даде ефект дека мерката веќе е реализирана и успешно се имплементира во таа општина. Дополнително како министерство го донесовме законот го предложивме на собранието го донесе законот за практиканство, кој што дава можност на секое младо лице до 35 години да влезе во компанија и да се обучи и остручи за одредено работно место и притоа да добие вработување. Но исто така како што помагаме на младите, помагаме и на бизнисот да обучи 5 и од тие најдобрите да ги избере да ги остави во својата компанија. Тоа ни дава за право да кажеме дека интервентното усогласување на понудата и побарувачката на пазарот на труд на оваа влада добро и оди од рака. Дополнително сметам дека младинската гаранција дава можност директно од излегување од образование на секој младо лице, Агенцијата за вработување да го поддржи лицето кон остварување на правото на вработување, што досега не се правеше, а видовме дека само во минатата година повеќе од 6.500 млади лица поминаа низ агенцијата и повеќе од 1.200 се вработија само преку Агенцијата за вработување. Тоа дава можност да конечно кажеме дека Агенцијата за вработување ја враќа довербата кај младите лица кои што порано не се ни пријавуваа како невработени таму, сега веќе и ги остваруваат правото на вработување. Благодарам. Концептот на дуално образование кај нас почна да се имплементира уште во 2017 година, заедно со ЕВН Македонија во училиштето Михајло Пупин во 2018, како што истакна и вице-премиерот Ангјушев, тоа се прошири и во другите градови, со други партнери, со опфаќање на повеќе и поголем број на представници од бизнис заедницата, а следната учебна година на уште повеќе градови и околу 300 ученици ќе бидат опфатени во училишта каде ќе се промовира и ќе се имплементира концептот на дуално образование. Време е да истакнеме
да повториме дека сме направиле доста промени во делот на модернизација на средното стручно образование. 2-годишното и 3-годишното стручно образование е тотално модернизирано од аспект на нови наставни планови, нови наставни програми, над 100 наставни програми. 4-годишното средно стручно образование исто така е целосно модернизирано и реформирано, повеќе од 1000 модуларни, дизајнирани нови наставни програми, каде што содржат повеќе практична настава, повеќе обука, и тоа процентуално, ако го споредиме со тоталниот ангажман на учениците, двојно повеќе практична настава во споредба со минатото, така што мислиме дека сме во добра насока и исто така ги подобруваме условите во средните стручни училишта и преку опремување над, речиси, 500.000 евра само за опрема на 6 земјоделски училишта со трактори, плугови и така натаму. Исто така поддржуваме и формирање на реални училишни компании со доделување на конкретни грантови од 5.000 до 30.000 евра. До сега сме потрошиле за ова намена повеќе од 400.000 евра да почувствуваат учениците што значи да си дел од една компанија, од една организациона единица и да учествуваш во работата на таа компанија, да ги стекнуваш сите знаења и вештини и да си подготвен да се вклучиш директно на пазарот на трудот после формализација на образовниот процес. Овој кадар е дефицитарен, за овој кадар имаме потреба како општество и секако имаме и спроведуваме кампања за отстранување на некои митови кои генерации од генерација на генерација се повторуваат и кои се апсолутно неточни, каде што вели дека со средно стручно образование немаме работа, што не е точно. Повеќе од 58% од новите планирани работни места според податоците од Агенцијата за вработување се наменети за лица кои имат завршено средно образование, а поголемиот процент за тие што имат завршено средно стручно образование. И така натаму, значи во оваа насока сме многу концентрирани, имајќи предвид потребите и барањето на стопанството и на бизнис заедницата.